Алатката фактура се повикува преку предмети, менито судски предмети и избирате за кој случај, за кој судски предмет сакате да изготвите фактура. Тука веќе ги внесовме овие податоци, инволвирани лица, настани се, фактури. И сега внимавајте. Во подменито имате промена на фактурата, доколку нешто се сменило, например цената, вредноста или описот или датумот сакате да го смените, и ќе кликнете обавезно запамти или евентуално да додадете уште некоја стапка. Имате можност за маркирано како платено. Во моментот платена не. Не е платена, но ако ја маркирате овде, тоаш ќе се книжи како платена. Имате можност да ја превземете, еве јас ќе ја превземам во PDF файл, за да можам да ја печатам. Еве забележувате како изгледа. Со оној потпис и печат кој јас го внесов претходно. Можете да ја пратите по мејл до клиент, кога ќе кликнете, можете да напишете пораката и мејлот до кого ќе испратите. И можете да ја избришете, доколку сметате дека повеќе не е потребно или поради некакви причини фактурата веќе нема никаква важност. Тоа беше делот за фактури.